5,7% е годишната инфлација, 1,3% месечната, пресмета за последниот месец Државниот завод за статистика. Дали овие бројки коинцидираат со очекувањата на премиерот Христијан Мицкоски? Јас реков дека моите очекувања се горе-доле како што се резултатите во регионот. Бугарија е над 6%, еврозоната е над 3%, Хрватска е околу 6%, слично е и во Грција, Косово е 7-8% и реков во рамките на тие 5-6% очекувам да биде годишната инфлација. Според Мицкоски, инфлација има, но цените на прехранбените и други артикли се стабилни. Но на што е важно е дека основните прехранбени производи, годишната стапка на промена, односно месечната стапка на промена, па и годишната е помала од вкупната инфлација, а најголемите отстапувања се во делот на транспортните услуги, посебно билетите за нискобуџетните авиокомпании, и тука имаме до 150% изголемување на цените, така што очекувам со намалувањето на цената на нафтата и нафтените деривати и тој дел од пазарот да се смири. Инфлаторните движења се под обсервација, а тенденцијата во Европа е економски нестабилна. Дали владата предвидува нов пакет на антикризни мерки? Го следиме тоа. Во моментот опцијата да основните прехранбени производи, ДДВ-то кое што е 5% биде намалено, се уште е на маса, но повторно ви велам, околу 0,7% мислам или 0,8% е месечната промена на цените на основните прехранбени производи на сметка на транспортните услуги. Тоа е отприлика она кое што е предмет на нашата анализа.